Покачена телесна температура, алергии, повреди и рани се чести состојби кај малите деца кога одат на летување. Лекови за намалување на температура, лекови против алергија, антибиотици, пробиотици, лек против болка, се лековите кои без нив не треба да тргнете на пат, советуваат лекарите. Ова е секако една актуелна тема за овој период од годината, па добро е да се подсетиме на некои основни препораки и совети околу најчестите проблеми со кои би можеле да се соочат родителите за време на годишните одмори, особено ако станува збор за мали деца. Па така и да составиме еден минимум од лекови и медицински средства кои би требало да ги понесат со себе на своите годишни одмори. Ке започнеме со покачената телесна температура. Тоа е реално еден од најчестите, ако не и најчест проблем со кој би можеле да се соочат. Имено при температура над 38,5 степени Целзиусови, добро е да се даде терапија, лек за намалување на температурата на база на парацетамол или ибупрофен. Нив ги има во две форми, или во форма на чепчиња или сирупи, и секако треба да бидат дозирани според килограмите на детето. На таа тема може да понесат со себе гелови за ладење, лепинки за ладење, медицински алкохол кој би можеле да го користат како облога за намалување на температурата, секако разреден со вода и слично. Истите овие лекови може да се користат и против болка од било каков карактер. Следно би можело да стане збор за повреди и рани. За третирање на повреди и рани добро е да носат со себе стерилни газички, завој, јод, водороден пероксид, некакво средство за дезинфекција, фластери и така натаму. Следно, неколку збора околу алергиите. Алергиска состојба, независно од тоа дали е предизвикана од лекови, од храна, од убоди од инсекти или од контактен причинител, се третира со сирупче за алергија кој е на база на антихистаминик. Повраќањето и гадењето при патување е исто честа појава кај децата. Лекарите советуваат лек во форма на лижавчиња, таблети, капки или сируп. Следно би кажала неколку збора околу повраќањето. Доколку детето почне да повраќа, неопходно е да се даде лек кој е најчесто на база на ѓумбир и може да се сретне во форма на капки, сирупче, во форма на лижавчиња или таблети. И тука препораката е после давањето на овој лек да се направи еден прекин, пауза од прием на храна и течности во време трајање од некои 30 минути. После тоа се започнува со постепено давање на вода или електролитен раствор, а понатаму и консумацијата на храна да биде избрана, да биде лесно сварлива, да биде едноставна храна, најчесто на база на јаглено-хидрати. Ваквите состојби при патување, како што се диареја, повраќање температура, алергии, кријат опасност од дехидратација и важно е со себе да се носат и електролитни раствори, вели доктор Марија Витанова.